Моето име е Симона Анастасовска. Јас сум оделенски наставник во Основното општинско училиште Димитар Миладинов во Скопје. Предавам во 4-то оделение. Денешната лекција по природни науки е животните и нивните живеалишта. Живеалиште е местото каде што живеат растенијата и животните. Животните се приспособуваат на 3 главни одлики на својата околина. Тоа се климата, расположливите извори на храна и вода и избегнувањето грабливци. Животни се живи организми кои имаат способност да се движат и да чувствуваат. Животните живеат во живеалишта каде што имаат услови за живот. Постојат различни живеалишта и различни приспособувања. Живеалишта на животните може да бидат пустини, океани, поларни предели, тропски шуми, прерии, кои се всушност низини, пространи степи во Северна Америка. Мапа на светот со животни. Оваа мапа ни ги покажува карактеристичните животни во светот за секој континент. Пустини. Пустините се сушни копнени предели и там постојат кратки дождовни периоди. Во пустините, преку ден, температурите достигнуваат и до 50 целзиусови степени, а ноќе паѓаат и до 5 степени. Во пустините чести се песочните бури. Животни кои живеат во пустините. Ова животно сигурно сите го знаете, тоа е камила. Други животни кои живеат во пустините се пустинска лисица, змија и шкорпија. Пустинската лисица вака изгледа, има големи уши, тоа е најмалата лисица во светот. Големите уши и помагаат да се изглади кога е многу топло. Има густо крзно кој помага да се стопли во студените ноќи, кој исто така ја штити од сончевата топлина во текот на денот. Живее во подземни дупки и има влакнести шепи. Камила. Камилата има грбка со резерви на масти, има густи долги трепки за заштита од песокот, ноздри кои се отвараат и затвораат за да не навлезе песок, груба кожаста уста за да се храни со трнливи растенија, кожни перничиња за да може да легне на жешкиот песок. Камилата има стапала со мембрана меѓу двата ножни прста кои спречуваат да пропадне во песокот. Поларни предели. Постојат две поларни области, северна област Арктик и јужна област Антарктик. Во поларните области застапена е поладна клима и екстремно ниски температури. Има вечен мраз, кратки лета и долги зими. Ова е фотографија од поларните предели. Животни кои живеат во поларните предели. Поларни мечки, има поларен волк, пингвини, поларна лисица, поларната мечка. Има густо бело крзно, кој ја овозможува да ја зачува топлината во телото. Малата муцка и малите уши и помагаат да се спречи оддавањето на топлината. Дебелите груби шепи и овозможуваат да се движи по лизгав мраз. Пингвини. Тоа се птици, живеат во поларните области на Антарктикот. Тие мораат да бидат многу добри пливачи за да уловат риба. Животни кои живеат во океани и мориња. Риби, морско конче, рак, морска желка, медуза, ајкула, морски еж, октопод, кит, ова е китоторка, има и други видови китови, морски ѕвезди, делфин, ража и останати животни. Животни кои живеат во тропски шуми. Тропските дождовни шуми се шуми кои се карактеризираат со огромни врнежи. Коалата е карактеристична за тропските шуми, ара папагалот, црвенооката жаба, зебрата, алигаторот, лемурот, јагуарот и камелеонот.
Ви благодарам за вниманието